Здраво на сите, сум Стефан од тимот Атлетикс и добре дојдовте во моето видео кое гласи како да го намалите апетитот. Ова прашање ми е поставено од еден мој фан, благодарам на прашањето и ако сакате да има повеќе прашања, слободно прашајте ме во коментарите. Па идеме, што е причината за гладта? Причината за гладта е нормална, значи има два хормона кои го регулираат апетитот, грелин и лептин. А лептин е тој што кажува доста сме сити, а грелин е тој што ви кажува дека сте гладни и каква храна вие, значи, ако долго време не сте јаделе, грелин ќе ви кажува да јадете помрсни храни или некои храни што, значи, се високо калорични. Контролата на лептин и контролата на грелин е тоа што е најдобро за контрола на апетитот. Лептин и инсулин се, значи, синергистички, значи кога нивото на инсулин се контролира, тогаш и нивото на лептин може исто така да ви го намали апетитот и се намалува, но има индивидуи кои се лептин резистивни, тоа значи дека не реагираат, значи, на лептин и во таков случај има истражување кои на глувци кои биле лептин резистивни им се дало лептин и тие ја го намалиле апетитот, дури го намалиле ја намалиле килажата. Значи, кои храни предизвикуваат глад? Глад предизвикуваат храни што се богати со шеќери, што се процесирани и не ве заситуваат. Значи, тие се храни што немаат никаква хранлива вредност. Значи, се што имат се калории и ништо друго, освен никаков бенефит немате од таквата храна. А кои храни го намалуваат гладот? Значи, тоа се храни кои се богати со протеини, со многу малку масти, јатките исто така, значи никогаш не идете премногу ниско со мастите, затоа што ако идете премногу ниско ќе чувствувате исто глад. Исто тоа е проблем кај вегетаријанците, тоест веганите кои не внесуваат и доволно протеини, а внесуваат премногу зеленчук и овоше и никогаш нема да се сити. Значи внесувајте доволно масти, протеини, јагјахидрати, балансирано и се во умерено. Значи имајте 80-20 правило и не бидете толку стрикни со исхраната. Значи 80-20 правило, значи 80% да имате здрава храна, 20% од калориските потреби да јадете што сакате без никакви негативни ефекти, последици од тоа. Значи, ви кажав препорака, за лептин може да читате многу, значи има истражувања каде што се мислело дека со лептин ако им се инжектира ќе им се намалат масните клетки и апетитот, но тоа не секогаш глувците се добра аналогија на луѓето. Така да се надевам дека во ова видео ви објаснив некои работи, се надевам дека ќе направите лайк, шер, сабскрајб. Поздрав!